Јованче и Марика. Дрвосечачот и неговата жена биле многу сиромашни. Тие имале 2 деца, Јованче и Марика. Многу тешко живееле. Една вечер, додека изморени се враќале од работа кон својот дом, тие ги изгубиле децата во шумата. Јованче и Марика се нашле сами во темнината. Почнале да плачат, бидејќи не го знаеле патот. Така исплашени преспале под некое дрво, а наутро тргнале да го бараат патот кон својот дом. На една ливада што се наоѓала среде шумата, виделе куќа направена од бисквити и колачи. Колачињата биле мамка. Во куќата живеела страшна вештерка. Таа ги фатила Јованче и Марика. Вештерката го пикнала Јованче во кафес и почнала добро да го храни за тој да се здебели. Таа сакала да го испече и да го изеде. Марика морала да ја помага на вештерката. Иако била малечка, таа смислувала план како да се спаси себе си и својот брат. Кога вештерката ја отворила вратата од печката за да види како гори огнот, Марица ја турнала во печката. Вештерката изгорела, а незината зла моќ исчезнала. Сестрата го ослободила Јованче од кафезот. Биле многу исплашени, но набргу го нашле патот до дома. Волшебните колачиња, кои биле во престилката на Марица, се претвориле во суво злато. Тоа било награда за нивната храброст.